бедните по дух, зашто мирно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Треба да го снимиш. Едно што игра Бељота. Овој е првиот наш наставник по мајчин јазик која го формираме тоа школото на македонски. Македонско училиште во Малме. Да. И тоа многу давно. Ето тука игра карти, пензионери. Па вие кажете колку истака, нека кажат по 2-3 збора, нека има приказни. Ја не знам колку се расположени тие луѓето. Нашите луѓе не се многу како да се плашат од камерата. Ја не сум нај, но посебно тие луѓето се доста срамежливи. А треба да се обнови таа соработка со нашите институции доле, овде. Инаку јас сум од Скопје, дојдем во Малме 1969 година. Тогаш беше почетокот на одење во странство, популарно беше тога. И така јас, као и многу млади, реков, ајде и јас да го видам светот. И директно западна во Шведска и размислувајќи како ќе биде, и дека набрзо паќе се вратам. Инаку бе вработен во Охрис, во Скопје. Но ете, до ден денеска сум се уште тука и створи фамилија, имам и 2 ќерки, 2 внуки, така да инаку сум од самото наше почнување на нашето самоорганизирање, сум во Малме и сум еден од иницијаторите за формирање на ова наше културно-спортско друштво Македонија, што го формира 1969 година. Инаку е прво друштво во Европа од ваков карактер, со спорт и култура и ред други работи. И до ден денеска обстојува нормално со резултати и вакви и такви се, но се надеваме дека барем ако не повеќе до 50 години ќе прославиме 50 годишницата, за уште 2 години до 3. Иначе друштвото наше, како што реков, постои од 1969 година. Има постигнато завидни резултати, посебно на спортско поле, на културно-забавно поле. Нашата фолклорна секција била и во Македонија на гостување, настав во Домот на Арама во Македонија, настав во Велес, настав во Битола. Нашата фудбалска екипа се збратими едно време со ФК Охрид во Охрид. Така да имаме една плодна соработка. Била некогаш соработката многу подобра него што е сега. Нажалост, што соработката би требало да биде уште повеќе од осамостувањето на Македонија. Чинам јас дека требаше повеќе да се стори за соработка и изближување на нашите асоциации, не само од Шведска кон Македонија, него и обратно, а и пошироко со Европа, Австралија и Америка.
Се надевам дека тоа републиката треба да го согледа, треба да го види, затоа што сме потребни едни на други, како ние за републиката, така и републиката нас ни е потребна. И се што имаше последно време уште функционира фудбалската секција, шаковската секција и пинг-понгарската секција. Додека фолклорната секција се згасна, не издржавне да се закрепне таа фолклорна секција. Нажалост, девојките и момчињата, кога беа најпотребни, тие се осамостолуваа, си бара своји работни места, се исклучува бракови, а тоа овде се чини одма, чим наполни 17-18 години и веќе престанува као да нема потреба повеќе за фолклор и носијата македонски и така. И така да се надевам дека треба да чиниме нешто да направиме, да имаме уште една фолклорна секција која ќе наследи се ова што сме граделе овие скоро 50 години. Па соработката треба се почести доаѓања од наши асоцијации од републиката. Разговор на било која тема да се разговара. Да се овозможи на нашите најмлади, како некога што било тоа, наши деца да летуваат во нашите летувалишта, да бидат згрижени и да бидат, да речеме, како летни школи. Сега слушам дека се оди на тоа, но ми се чини не е достатъчно. Треба тоа да се обнови. Јас, например, сум имал група с која сум водел 2 пати, сум водел во летувалиштето 25. мај во Оструга. И ми се чини тие успешни, еве тие деца што сум ги водел некогаш на тоа летување и ден денеска го паметам на своите, тие се сега родители сите нормално и се сеќаваат на тоа. Значи му оставува некој впечаток дека има тие нешто коренито во таа земја и ги влече. И затоа и така речено друштвото наше формирано баш за таа насока да ние сме свесни дека асимилацијата гази секогаш. Него ние се формираме за тоа да таа асимилација оспориме, да не се нашиот народ, нашиот човек асимилира толку брзо во едно општество како што е во Шведска. Иначе шведската асимилација е многу јака. Не е брза, спора е, но многу јака. И имаме услови за имаме и настав по мајчин јазик, децата посетуваат мајчин јазик. Сето тоа вреди, но пак ќе речам, асимилацијата шведска толку е спора, толку е примамлива, така да нажалост тоа е животот, тоа е што е. Тука нема бегање од ништо. Значи бевте на Иселеничкиот фестивал во Прилеп? Да, минатата година за прв пат во Прилеп се започна да се организира Иселенички фестивал на народни песни, кој сигурно ми чинам треба да прерасне во еден сериозен фестивал на наши кои живеат во диаспората. Имаме врвни пејачи во диаспората, како професионално, така и аматери, но чинам дека неколку песни мене ми оставија во сеќавање и дека мислам дека беа блиску и до Цветници и до Валандово. Изборот на песните. И тоа ме задоволи таа година која бев и се надевам дека и годинава, ако организаторот, односно спонзорот Џорџ собере снаги и можност да го продолжи тој фестивал, сигурно ќе биде успешен и ова година. Па не се сеќавам која година беше, во близина на градскиот театар во Малме, имате оној голем, него имате еден мал специјален за ваков тип на театар како што беше Скрп и утега. Мислам гостувањето на тогаш 96-та година гостуваше Скрп и утега, беше една изврсна представа која самите швеѓани и нашинци беа многу задоволни. Ние се викаше представата. Не се сеќавам како се викаше. Ние. Јас знам дека плачеше публиката кога пееше таа една песна пеја,
Публиката, сеќам дека плачеше и мене ми течеа солзи, така беше. Да, беше изврсна представа и ете такви представи би требало и во иднина. 2 дена игравме поред и дојдоа истите луѓе. Да. Иначе шведската публика во однос на театар и добар програм, театарски било како, тие го посетуваат. Ева фолклорната група. Овие сите деца се родени овде во Шведска. Да, убаво. И кога настапува, прашуваат, домот на армијата беше преполн. Прашуваат вика дали овие деца се родени сите во Шведска. Да. Па како научиле? Така е. Таа е, речеме, првата генерација. Значи, ете, ја имам тука 2 ќерки. Едната е кореограф, другата е играорец. Малку еден да ги подучи генот и веднаш Генот, игра. да ги привлекува. Ние имавме од Хрватска еден Качуров, почина сега од Егејска Македонија па потекло. Да? Значи тој како што е танец во Македонија, нивната група како се викаше во Хрватска, хрватскиот танец, тој е основач и кореограф. Македонец од Егејско. И он имаше деца, на пример група, дојдоа, ние имавме средби театарски маратон, армакедонски слави денеска се вика Дионисо и ни дојде група од Загреб. И свират, пеат и играат. Деца млади, значи млади, како да речам, меѓу 17 и 20 години. Да. И ние тогаш дознаме дека само еден од нив е македонец, сите други се хрвати. И ги свиреа оние песни и кам гледај како направил еден македонец од Егејство што во Хрватска живее, значи тој е генот преку само неговиот син беше. Другите хрвати пеат, играат македонски. Ма ја гледав некоја група хрватска лани настапува во Скопје. Во музеот. Па јас не знам сега кој беле, има таму доста групи. Повеќето жени беа. Тие се тие езерки. Езерки, не знам како Езерки, се ја вика. знаеме и ти ги знаеме. Групата е фантастична и повеќето се хрватки, има и македонки, но и тој диригентот беше хрват. Да. Али изврсен програм прикажа. Да, сме слушнале, таба ни доаѓале кај нас еден дел од нив. Тие Да. видите толку е македонска култура, песната што ја дал Господ, пушти ја само. Тогаш така кога заврши вечерта, одседнавме малку во паркот, се дружевне подолго време и така едно сеќавање на видување со надеж дека пак ќе се видиме, дори никогаш не е доцна. Тоа беше минатата година, најверојатно ќе се сретнеме пак. Па убаво. Да. Иначе моето име јас се викам Борче Андовски. Иначе сум од Скопје, како што реков, и еве живеам долго години, па скоро 50 години ќе наполнам овдека. Јас сум Златко Кршовски, потекло од Белица Кичевско, иначе роден во Малме, Шведска, пораснат како дете во Македонија, Кичево, Белица, и пред 30 години навторо пак во Шведска, од 88. Животот во Шведска е, како да се каже, интересен, се работи, се оди на работа, иначе запослен сум во паркинг служба на општината на Малме. Моментално сме во друштвото, културното спортско друштво Македонија од Малме. Претежно тука се среќаваме за време на викендите, имаме спортска екипа на фудбал, шаховска секција, секција за пинг-понг. Во поранешните времена имавме и фолклор, меѓутоа денеска, во денешно време, тие секции потешко се одржуваат затоа што нашата младина е претежно интегрирана во шведските друштва преку спорт и култура. Нашите средби претежно се за време на викендите. Петок, сабота, недела. И можеби и през недела, али претежно за викенд. Желбата наша на македонците кои што живееме во странство е нашите институции во Македонија да ги подобрат работите, што се однесува за евентуално вложување во бизнис, затоа што сепак во Европа ние сме навикнати институциите да ти ја завршат работата, а не да ги молиш или да бараш пријатели околу тие работи. Едноставно службеникот е платен
да работи за странката. Тоа е една голема болка на нашата држава Македонија и апелирам, вистински апелирам да се тука нешто подхитно превземе до нашите политички представници и нашите евентуално пратеници кои што во еден период беа избирани од диаспората, последните избори не се постигна консензусот, меѓутоа јас мислам дека незадоволството на луѓето од претходните представници донесе до резултира да луѓето не излезат во толкав масовен одзив за да се изберат представници. Затоа што ние сметаме дека тие представници кои што ќе ги одбереме треба да ги застапуваат нашите барања. Visions on